Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Еве ги темите за вечер. И по 4 тендери собранието не може да изгради така наречена глува соба. Меѓународните партнери кои со години помагаат да се воспостават механизми со кои би се спречил нов голем скандал со прислушувањето, дури и купиле опрема за заштитената соба. Но таа опрема стои неупотребена, бидејќи собранието не може да избере изведувач на градежните зафати. Како изгледа на терен обидот на Бугарија да ги придобие македонците во Албанија? Од свеки мака ќе се правиме и болгари, ама ние сме егејци македонци. Тоа е един народ и тоа е български народ или македонци българи. Гинекологот ми даде рецепта, каде што јас морав да си ја купам таа контрацепција. Не можев да се ја дозволам, бидејќи беше според мене прескапа. Дека ќе го олесни пристапот до средства за контрацепција, владата ветила во своите програми и во 2017 и во 2022 година. Па прашавме во владата зошто наместо тоа се кратат парите. Поради спецификите во секоја земја, швајцарскиот модел на дуално образование не може целосно да се преслика, но може да служи за пример. Ова е правецот во кој што треба да продолжиме да се движиме и да го зајакнуваме. По најавата многу брзо ќе се вратиме со историите. Останете налсат. Вие сте со 360 степени. Малку познато во овдешната јавност е дека Албанија под притисок на Бугарија во 2017 година призна постоење на бугарско малцинство, иако во првичната верзија на законот такво малцинство не се споменуваше. Малку е познато и дека во рамковната позиција на бугарската влада од 2019, која долго стоеше на патот за започнување на пристапните преговори на Скопје и Тирана со ЕУ, Софија имаше запишано дека од Албанија очекува максимално да се гарантираат правата на бугарското малцинство, вклучително и изучување, без административни пречки на литературниот бугарски јазик како мајчин јазик во регионите кои, како што беше наведено, традиционално се населени со бугари, како Голобрдо, Гора, Преспа, Корча, Кук, Селбасан. Преговорите со двете земји во меѓувреме почнаа, но не престанаа да пристигнуваат предупредувања од тамошните македонци дека Бугарија се обидува да ги асимилира во пресрет на пописот. Михаил Милошевски ги посети споменатите региони во соседна Албанија и еве до какви созданија стигна. Македонските медиуми летово јавуваа дека Бугарија создава малцинство во Албанија на сметка на македонците. Бугарските медиуми пак дека бугарите во Албанија бараат помош од Софија. Иако медиумскиот интерес стивна со одлуката на Тирана да го одложи пописот закажан за октомври, 360 степени беше на терен за изворно да ја регистрира атмосферата. Ние сме македонци, не сме българи. Ама од свеки зор, од свеки мака ќе се правиме и болгари, ама ние сме егејци македонци. Македонците велат дека вадат бугарски пасоши за екзистенција. Граѓани кои се изјаснуваат како етнички бугари тврдат уинаку. Тој не може да разбери што се македонци българи. Тие се стари хора, кои вие ги прашавте, возрастни хора, а Врник е чисто българ. По 19 поминати километри од македонско-албанската граница кај Стење се пристигнува во селото Пустец. Патот што води до селото говори за животот во местото, крпен и сиромашен. Најчестите занимања на жителите се земјоделство и рибарство. Подобро платена работа тешко се наоѓа. Млади лица речи си и да нема. Тие среќата ја бараат во поголемите градови и во други земји. Оние што останале во Пустец велат дека се заборавени од властите и во Албанија и во Македонија. Но на регионот се почесто мисли Бугарија. Има се повеќе жители на Пустец кои земаат бугарски пасоши иако се декларираат како македонци. Некои го земат нормално за да заработат, значи европска држава, подобри услови за вработување во странство.
Значи, мислам дека економските причини се главните кои ще се вадат. Градоначалникот на Пустец Пали Колевски вели дека досега немаа добиено помош од Северна Македонија, но затоа неодамна добиле донација од бугарска невладина организација. Конкретно имат донирано возило за пожарна противпожарна интервенција, амбуланта, значи возил за амбуланта и други работи, значи. А притисок да биде дека ово ќе биде донирано за да бидеме Бугарија, како немаме таков притисок, досега имаме таква работа. Од општинските канцеларии тргнавме кон центарот на селото. Фасадите на куќите покажуваат дека Пустец е место на гастарбајтери. Во единствената македонска општина во Албанија, општина Пустец, на последниот попис сите жители се декларирале како етнички македонци. Иако сите 1200 жители се декларирале како македонци, кога поминавме низ селото, можевме да забележиме голем број на возила со бугарски регистарски таблички. Бугарските регистарски таблички може секој да ги види, додека за бугарските пасоши само се зборува, иако не и пред камера. Нашите соговорници беа отворени, само кога мислеа дека камерата е исклучена. Луѓето бегат, си барат добра екзистенција и барат начини. Барат начини од секакви излези. Кои со визе, кои со кто, кои со тоа, сакат екзистенција, нема никаква инвестиција тука. Апсолутно нема никаква инвестиција, ништо. Сите за мене анака. Да. Со пасоши Македонци од Бугарија ќе земе. Ти одват по државите, може за да живееш тука. Не може. И така ќе се мачи, ќе земе български, ќе баре од другите држави. Од Пустец се упативме на југ кон Врбник. Селото е во близина на албанско-грчката граница. Тука, за разлика од Мала Преспа, наидовме на свежо асфалтиран пат, што селото ги спојува со градот Билишта. 7-километарската делница е донација од Република Бугарија, а мештаните од бугарскиот амбасадор добиле ветување дека ќе се изгради и канализација за селото. Патот се направи од страната на българите. Му благодариме и на ними што ни го направија пато и ве молиме и вие македонците да ни поможете нешто кај село. Сите селани што ги сретнавме во Врбник се декларираат како етнички македонци, но многу млади лица одат да студираат во Бугарија, користејќи бугарски документи. Сепак, жителите велат дека досега немале притисок да се изјаснат како нешто друго од тоа што се чувствуваат. Ние сме македонци, не сме българи. Ама од свеки зор, од свеки мака, ќе се правиме и българи. Ама ние сме егејци македонци. Ако би егејците македонци се българи, и ние влекваме од тоа таква, ама не, ние сме македонци. Во Врбник љубезно не примија и љубезно не испратија. Следната станица ни беше Корча, најголемиот град во овој дел од Албанија. Таму не пречекаа Јован Фило и Васил Стериовски. Фило, кој по потекло е токму од Врбник, вели дека сите негови соселани досега се само определувале како македонци. Во Врбник живее чисто македонско население. Значи, никогаш немаме слушнато дека во Врбник има некој потекло бугарско или живи некој бугарин. Значи, нашите татковци, дедовци не учеа на македонски јазик. Сите наши традиции, песни, ора, значи, македонски. Васил Стериовски пак е поранешен пратеник во албанскиот парламент и актуелен председател на партијата Македонска алијанса за европска интеграција. Тој предупредува дека Бугарија во последните години засилено се обидува да го асимилира македонското малцинство, користејќи својата позиција на членка на Европската унија. Обвинува дека одредени представници нудат бугарски пасоши за да го придобијат и онака сиромашното македонско население. Главна цел на Бугарија е мапирање на овие територии во деловите кај што живеат македонци на пописот да извадат бугари. И тие не одбираат мерки како да дојдат до таа цел. До сега најдобра ова понуда што има е бугарскиот пасош кој наши луѓе плаќаат за да го земат, за да работат во Европска унија. Но освен тоа Бугарија дели бесплатни стипендии за факултет за последните години. Такви стипендии нуди за постдипломски, за студирање бесплатно во Бугарија. Во Корча се сретнавме со уште еден човек по потекло од Врбник, Димитар Пандовски.
Тој има сосема различен поглед на работите од Фило Истериовски. За себе и за селаните од Врбник кои добија нов пат од Бугарија. Пандовски вели дека се бугари. Ние имаме чуено и знаеме за Българија. И нас, каде пораснавме во Врбник, билишта, во гимназија, во билишта, едно друго, сите не сметаа како българи. Или кажува кок булгар. Не се слушаше никаква терминологија Македонија. И така пораснаме и така се знаеме. Пандовски е председател на Друштвото за албанско-бугарско пријателство. Во неговата канцеларија вели доаѓаат луѓе за да учат за своите бугарски корени и историски вистини. Ни покажа документи и писанија што ги собирал долги години, за кои вели дека докажуваат дека во минатото граѓаните можеле лесно да се декларираат како бугари. Но така не било од почетокот на владењето на Енвер Хоџа, па се до 2017 година, кога бугарското малцинство е формално признаено од Тирана. Ама на крајо един народ е со исти обичај, со исти закон, език, со исти песни, со исти хора, со исти обичај и нема зошто да се псујат. А тој е един народ и тој е български народ или македонци българи. За мене българи се. Колку јас и знам историја и читам, јас не сум историчар. Тој не се согласува со тезата дека врз македонското население се прави притисок да се декларираат како бугари. Напротив, вели дека македонските здруженија го негираат постоењето на бугарското малцинство. Колку македонци, а колку бугари има во Албанија, треба да покаже предстојниот попис. Тој беше закажан за октомври годинава, но се одложи на неодредено време од технички причини. На последниот попис, како македонци се декларираа 5512 граѓани на Албанија, а немаше посебна графа за бугари. Како други, се изјасниле само 2644 граѓани на Албанија. Иако заложбата е на сите партии и датира од 2017, таа се уште не може да се реализира. И по 4 распишани тендери собранието не успева да избере фирма што ќе изгради така наречена глува соба, која треба да помогне за подобар парламентарен надзор над работата на тајните служби. Купена е и опрема за собата, но таа засега се чува неотпакувана. Каде заглавува постапката и што е последицата од тоа, проверуваше Александар Димитриевски. Заштитена, тивка или глува соба. Тоа се некои од имињата кои означуваат една иста работа. Просторија изградена на начин што во неа или од неа не продираат електромагнетни бранови. Уште во 2017 година пратениците и од власти и од опозицијата се договорија таква соба да се изгради во собранието, како дел од пакетот мерки за подобар надзор над тајните служби. Меѓународните партнери кои со години помагаат да се воспостават механизми со кои би се спречил нов голем скандал со прислушувањето, дури и купиле опрема за заштитената соба. Но таа опрема стои неупотребена, бидејќи собранието не може да избере изведувач на градежните зафати. Според податоците достапни на Бирото за јавни набавки, собранието има распишано 5 огласи во периодот околу една година за изградба на заштитената соба. Последниот е активен, а претходните 4 пропаднаа. Првиот повик е објавен на 1 јуни 2021 година. Проценетата вредност за изградба на собата била 340.000 евра. Набавката пропаднала бидејќи не е поднесена ниту една понуда или ниту една прифатлива понуда. Од иста причина пропаднали вториот и третиот тендер. Последниот неуспешен, четвртиот тендер, е објавен на 21 мај годинава, а проценетата вредност за изградба на собата е зголемена на 520.000 евра. И покрај тоа, не бил избран победник бидејќи цените и условите биле понеповолни од реалните на пазарот. Дали собата чини повеќе отколку што собранието има пари или има и друга причина што не може да се избере изведувач? Од парламентот велат дека доставените понуди биле неприфатливи или од технички или од финансиски причини. Немало грешки во тендерската документација, која е изработена со помош на странски партнери. Проектот за изградба е изработен, направена е ревизија на истиот, а проценетата вредност е согласно проценката направена од независното проектантско биро, кое го изработило проектот, како и според извршената анализа на цените на берзата за материјалите, суровините и опремата.
Кој да биде и кога и да се избере, изведувачот ќе мора да ја гради собата во подрумските простории на парламентот, близу до ресторанот. Така е по проектот. Пратеникот Лјупчо Пренџов, кој е председател на Собраниската комисија за надзор над АНБ и Агенцијата за разузнавање, е еден од парламентарците што се во текст со активностите. Ова се тие неколку простории кои што треба да се спојат, да се изведе еден минимален градежен зафат и тоа би требало да представува таа глува соба која што ќе биде единствена во Македонија со највисоко ниво на заштита за информациите. Дваката погоре се просториите каде сега се држат седниците на Комисијата за надзор над тајните служби. А таму, вели Пренџов, нема услови пратениците да прават вистинска цивилна контрола над тајните служби. Ние кога разговараме можеме да имаме со определен директор дали на Агенција за разузнавање или на АНБ да имаме јавна расправа за некоја тема која што државна тајна. Ние имаме контрола, правиме на определени операции кои што ги имаат тие се државна тајна. Имаме извештаи што све сработила АНБ или Агенција за разузнавање во текот на претходната година, доаѓа надзор во собранието и вие тоа не можете да ги правите тие разговори овдека во оваа просторија, затоа согласно законот и во Македонија секаде во светот би се потребни така наречени глуви соби. Според опозицијскиот пратеник, крајно несериозно е што таа нема да биде изградена ниту во 2022 година. Независно што имаше корона, криза, независно што имаше определени покачувања на цените за репроматеријали на светските берзи, мислам дека 3-4 години е предолг период да една држава не може да обезбеди соба која што ќе има максимална заштита согласно НАТО стандардите. На истиот кат, но во друга канцеларија работи пратеникот од СДСМ Миле Талевски. Тој е председател на Комисијата за одбрана и безбедност која заедно со комисиите за надзор над тајните служби и за надзор над следењето на комуникациите има најголема потреба од заштитената соба. Зошто е битно? Затоа што знаете дека овие три комисии располагаат со информации од доверлив карактер. Таа заштитена соба ќе има можност врз основа на сите НАТО стандарди кои што се пропишани да се обавува состаноци и работни состаноци на овие работни тела во таа соба. Талевски сепак не е критичен како неговиот опозицијски колега за фактот дека толку потребната соба се уште не е изградена. Според него, најважно е тендерот да се спроведе законски. Да бидеме реални, тоа е процедура која што офаќа одредена сума, значителна сума на средства и должно е законски собранието таа процедура да биде запазена. Собранието тука во процес не го гледам како или администрацијата како виновни зашто не се реализирала таа постапка, затоа што ви кажав и на почетокот дека посебната јавна набавка тука опфаќа посебни спецификации во делот на она кое што е пропишано како НАТО стандарди. Нема виновници, но нема и заштита на соба, а не е дека нема заинтересирани фирми што сакаат да ја градат. Од собранието за 360 степени одговорија дека интерес покажале 3 фирми. Бетон Скопје се пријавиле на сите тендери. Макаус Скопје се пријавиле на сите тендери. Битем Скопје се пријавиле само на последниот тендер. Инаку, Бетон е фирма во чија сопственичка структура е бизнисменот и поранешен вице-премиер Минчо Јорданов. Макаус, според достапните податоци, е мала, но компанија со стабилен број вработени приходи во последниве години. Битем пак е фирма со огромен раст од формирањето во 2016 година, при што зад себе има и значителен број тендери со институции. Од собранието не споделија повеќе детали што грешеле фирмите кога поднесувале понуди, но објаснија дека се подготвени да го зголемат буџетот за собата. Во тек е објавен оглас за истата набавка и во зависност од успешноста на истата, собранието ќе одлучува за евентуална промена на буџетот за оваа набавка, имајќи ги предвид постојаните промени на цените на репроматеријалите, суровините и опремата. Изградбата на собата е задача на локалните власти, но таа е дел од широк повеќегодишен проект што го финансираат Велика Британија, Шведска, Швајцарија, ЕУ и Холандија. Заштитената соба, вели холандскиот амбасадор Дирк Јан Коп, е дел од проектот што носи придобивки и дома и надвор. It is not only a requirement in the project, it is a requirement of NATO, and also failing to build this room will very much complicate the negotiations on chapters 23 and 24
in the upcoming EU negotiations for accession. The people of North Macedonia have a very low trust in their own institutions. That is a problem in the whole reform process. So building this room will add to their confidence that there is proper parliamentarian oversight over the intelligence community. Зошто собата не е изградена, Јанкоп нема информации. Проблемот сепак не го гледа во недостаток на политичка волја, туку во отсуство на акција. How difficult can it be to find some parties who can build this room for which design is ready within the available budget? So in my view, the Speaker of Parliament is in favor of this project and is putting his weight behind it. So where it stalls, I don't know. But it seems to me that with a bit more push and a bit more proper management, this problem could be easily solved. Освен собата, дел од проектот за кој зборува Јан Коп се законските измени со кои се реформираше системот за пресретнување на комуникациите. Холандскиот амбасадор признава дека е направено многу, но е критичен дека и на тоа поле има застој, бидејќи никогаш не профункционира Советот за граѓански надзор. The law forgot to budget for that, so nobody wants to be in it because they're not paid. This is also a relatively easy fix. Either the law is amended, which should be done by the Ministry of Interior, or the rules surrounding it should be changed, which should be done by the Defense Committee in Parliament. From both, for the last 3 years, there has been nothing. And so it's the shielded room and the law on interception of communications that are the two obstacles to progress in this field. И на прашањата на 360 степени од собранието велат дека се сериозни во намерата да ја изградат заштитената соба, но и дека треба да имаме и сериозни понудувачи и понуди, кои ги исполнуваат условите. На прашањето дали доснењето со изградбата го нарушува кредибилитетот на законодавниот дом во целиот процес за засилување на контролата на тајните служби, од кабинетот на претседателот Талат Џафери одговорија: Во последните неколку години во собранието беше ставен посебен акцент на зајакнување на надзорната функција на законодавниот дом, посебно преку јакнење на капацитетите на комисиите кои вршат надзор над безбедносниот сектор, со поддршка на меѓународни партнери како што е ДИКЕФ. Собранието кон овој сегмент од работата постапува со особена сериозност, за да не се дозволат какви било пропусти што би можеле да го доведат во прашање кредибилитетот на целиот процес, во кој е вложено многу во последните години. Последниот, актуелен тендер за заштитената соба се затвора на 10 октомври годинава. До тогаш треба да стигнат сите понуди на заинтересираните компании. Ке биде ли петта, па среќа. Следната тема во 360 степени е поврзана со контрацепција. Владата се обврзала и во меѓународни документи и во домашни, вклучувајќи ги програмите од 2017 и 2022, но засега не ги исполнува ветувањата дека ќе воведе барем едно контрацептивно средство на државен трошок. А непланираната бременност и бременоста кај малолетници често резултираат со намалена репродукција во понатамошниот живот, велат експерти. Историјата е на Галена Николовска-Ризвановиќ. Не е лесен патот по кој животот засега ја води нашата 21-годишна соговорничка. Едва врзува крај со крај, а веќе е мајка и живее во вонбрачна заедница. Пред една година се породив со првото дете. После тоа забременив, после 5 месеци забременив пак, каде што морав да направам медикаментозен абортус, бидејќи мојата финансиска состојба не ми дозволуваше да одгледам уште едно дете. Морав да го направам тој абортус. Се обратив во државната болница гинекологија и акушерство, каде што ми ги направија потребните анализи и прегледи и направив медикаментозен абортус.
Оваа млада мајка не е единствената жена во земјава која е во социјален ризик и која и да сака, речиси и да не може да го планира семејството. За да се спречи непланирана бременост, потребни се контрацептивни средства, а за нив требаат пари. Кога најдов матичен гинеколог, се консултирав со матичниот гинеколог и гинекологот ми даде рецепта, каде што јас морав да си ја купам таа контрацепција. Не можев да си ја дозволам, бидејќи беше според мене прескапа, околу 500 и нешто денари. Не можев да си ја дозволам. Освен лицата во социјален ризик, втора поголема група што често не може да си дозволи контрацепција и кај која почесто се јавува непланирана бременост, се младите. Активистите на Хера Млади сведочат дека се повеќе млади луѓе немаат никакви информации за правилна заштита од несакана бременост и сексуално преносливи болести. Колку им се достапни на младите средствата за контрацепција? Па, мислам дека многу малку, од причина што во аптеките треба да дојдеш со родител за да ти дадат одреден вид на контрацепција. Кондоми, пример, не знаат како правилно се користи, како правилно се чува кондом пред да дојде до употреба на него. Контрацептивните средства најпрви во Македонија и за младите и за целата популација не се достапни многу затоа што ние имаме многу контрацептивни средства кои што едноставно ги нема во Македонија. Например, ние како основни две контрацептивни средства, машкиот и женскиот кондом, во Македонија го имаме само машкиот кондом како избор. Потоа исто како недостапност е и цената, самата цена по која што тие се продаваат и која што е многу повисока од она што треба да биде. Како изгледа кога млад човек ќе побара контрацепција, ни покажаа и Ларија и Марко. Во првата аптека што ја посетивме добија совет дека се многу млади за да се интересираат за темата. Во друга добија подетални информации околу цените. Треба само да се интересира контрацепција. Има 260 Не орална контрацепција? Не. Кондоми не држите? А кондоми, да. Кој цената? 130, 3 и овие се предпоставам на парче, така? Во една од аптеките ги прашаа и за возраста, а детално им беше објаснато и дека не можат да добијат средства за контрацепција без подпис од гинеколог. Имаш 450 денари јасмин, микробинорум 160 денари. Обично тие... Со рецепта, така? А тие не одат на рецепта, одат пак ти треба рецепта од гинеколог дека ти се... Немањето пари не би било пречка за младите и социјално ранливите категории да дојдат до контрацепција, ако барем едно такво средство се стави на позитивната листа, велат од невладината Хера. Од организацијата подсетуваат дека не само што треба, туку владата се обврзала на такво нешто во меѓународни и национални документи. Во моментот тоа не е остварено. Иако клучно според мене е тоа што не постои имплементација на последните законски измени на Законот за здравствено осигурување, кој што го олесни всушност начинот како ќе се ревидира позитивната листа на лекови. Значи, ако претходно имаше еден куп комисии кои што одлучува, сега има една комисија која што одлучува и сето тоа се прави врз основа на правилник за позитивната листа. Ниту комисијата е се уште формирана, зборуваме за измени од 2020 година, комисијата не е се уште формирана, правилникот се уште не е донесен, што значи овој процес е комплетно закочен. Иако нема на позитивна листа, во земјава сепак има бесплатна контрацепција, но колку да се каже дека постои. Првиот проблем е што програмата се однесува само на жени од социјален ризик и тоа на многу мал број. Се многу ниски средствата кои што се одвојуваат за оваа бесплатна контрацепција за ранливите категории жени. Ако 2018 сме имале 150, околу 150 жени покриени со овие средства, веќе 2019-2020 имаме само 50, околу 50 жени, што е речиси воопшто. Немаме покриеност никаква. Вториот проблем во актуелниот модел за бесплатна контрацепција ни го открие од Сдруженијето Иницијатива на жени од шуторизари. Средствата, велат, се достапни само на клиниката за гинекологија и во гинеколошката болница во Чаир. Кога го тестиравме ова на терен, увидовме дека имаме 0% искористеност од 100 испитанички.
Една од препораките е, впрочем, да контрацептивните средства, за да бидат достапни, треба да се бесплатни, а воедно да бидат и достапни во самите ординации на нивните матични гинеколози. Дека ќе го олесни пристапот до средства за контрацепција, владата ветила во своите програми и во 2017 и во 2022 година во делот за планирање на семејството. Па прашавме во владата зошто наместо тоа се кратат парите. Од владата не упатија до Министерството за здравство, од каде пак се оправдаа дека ги намалуваат парите бидејќи нема интерес. Потенцираме дека финансиските проценки во Министерството се во согласност со процентот на реализацијата на самите активности во програмите. Министерството за здравство подеднакво се грижи за сите категории пациенти во рамки на обезбедениот буџет, утврден преку Министерството за финансии и владата на Република Северна Македонија. Тоа не значи дека во иднина нема да биде тренд растење на средствата за програмските активности. Зошто пак и покрај владините ветувања нема ниту еден контрацептив на позитивната листа од Министерството за здравство велат? Во однос на проширувањето на позитивната листа, подсетуваме дека веќе има подготвено предлог правилник кој го направивме во соработка со Комисија од Европската Унија, кој ќе биде најобјективен во делот на селектирањето кој лек под какви услови може да биде дел од позитивната листа. Во земјава има само дел од различните орални средства за контрацепција, вели председателот на Македонската асоциација на гинеколози и професор од клиниката за гинекологија Глигор Тофовски. Значи, сем кондомите, да ги споменем, има значи хормонски таблетки, има и хормонски сега интраутерини, значи помагало, односно така наречени спирали. Во Македонија за жал има наместо тие комбинирани хормонски, има и само прогестеронски хормонски апчиња. Меѓутоа има и импланти кои што се ставаат, исто така траат, држат со години. Има дури во светот и спирали за кај жени што не раѓале, значи за кај девојки. Според Тофовски, правилната употреба на современите средства за контрацепција носи повеќе придобивки не само за репродуктивното здравје на жената, туку и во креирањето на политиките за планирање семејство. Научно е докажано дека оние кои го планираат семејството и употребуваат контрацепција, статистички имаат повеќе деца од оние кои не употребуваат контрацепција. Ние имаме еден голем процент на адолесцентни мајки кои раѓаат до 20 години, кои што понатака во животот се во стрес, тие самите не се доволно некогаш зрели да бидат родители и понатака не се решаваат за второ дете. Додека се чека бесплатна и достапна контрацепција од државата, потребите на околу 500 жени во социјален ризик ги покрива невладиниот сектор. Во центрите Сакам да знам на Водно и во Шуто Оризари, младите може да добијат бесплатни кондоми и орална контрацепција, па и преглед од гинеколог и психолошка поддршка. Во центарот во Шуто Оризари редовна контрацепција секој месец земаат околу 30 жени. Меѓу нив е и 21 годишната млада мајка која вели дека сега научила повеќе да се грижи за своето здравје. Со оглед на тоа дека не сакам во последниве 5 години да забременам, сакам да си ставам и спирала, но чекам да започне новата ординација што е предвидена во Шуто Оризари со новиот матичен гинеколог, за да можам да се консултирам за потребните прегледи и анализи. Швајцарскиот модел на стручно образование е пример во глобални рамки од кој се обидува да учи и Северна Македонија со воспоставување партнерства меѓу училиштата и бизнисот, зголемување на бројот на дуални паралелки во средните училишта, именување на свеста кај родителите и учениците дека за пристојна и добро платена работа не мора да се заврши факултет. Во Берн, на големиот саем на швајцарските вештини, беше и нашата Славица Филиповска. Берн, Швајцарија. Град во кој Алберт Ајнштајн ја развил теоријата за релативноста. Овде минатата недела сите патишта водеа кон саемот посветен на стручните вештини во Швајцарија. А до тие вештини, преку тамошниот образовен систем се стигнува од рана возраст. По завршување на основното образование, децата веднаш избираат професија и од 15 години учат за ковачи, машиновозачи, механичари, фризери, хемичари, гипсари, којунџи, мајстори за пијано и така натаму. На саемот беа представени 150 струки, од кои дел се надпреваруваа за титулата швајцарски шампион, а останатите млади професионалци за помладите од нив ги презентираа своите вештини во живо.
Софи Шумахер се надпреварува во поправка на автомобил. Со ова занимање се запознала преку незиниот татко автомеханичар, но отишла и чекор понапред, па изучила за механичарка за камиони. And sometimes I went working with my dad and I really liked it, but in the beginning I did another study, but this one I didn't like so much. Then I went looking for an apprenticeship for car mechanic, but I didn't like it there so much. Then I had someone I knew who worked at a truck shop, and he said, yeah, they're looking for an apprentice and if I want to come. And then I went looking there and I liked it and did the learning for 4 years. Леонардо пак паралелно учи и работи во компанија за техничка изолација. Додека неговите колеги се надпреваруваа, тој ја презентираше професијата. The most exciting part on this job is when I can work with this type. This is for me, I like this job, this side of the job, because we can say it's easy and beautiful. It's a beautiful job. Само еден ден неделно оди во училиште, а останатите 4 со полно работно време е практикант во компанија, за што добива и месечна плата. Because I'm just in the second year, I get less than the other workers, but the payment is also, it's not bad, it's good. Опцијата за паралелно учење и работа е поставена системски. Постои национална експертска организација која специјално ги обучува наставниците за предавања во стручни училишта, го истражува пазарот, ги поставуваат стандардите за квалификација и така натаму. The federal state is responsible for the recognition of all the 250 professions in Switzerland. So we have 26 cantons in Switzerland. They are responsible for implementing the VET. So they are responsible for the schools and also for the career guidance services to support the young learners. And last but not least, there are the professional associations, and this is actually very important to emphasize that the professional associations, the business, they have the lead to define the training content and the competencies for each profession. Ваквата поставеност го прави дуалното образование атрактивно, но и скапо. Државата има само 10% трошок за целиот процес, кантоните околу 30%, а најголемиот дел, 60% од трошоците се натовар на компаниите кои ги плаќаат практикантите и им обезбедуваат услови за работа. И не добиваат никакви субвенции од државата за тоа. Тоа е влог во нивната мисија да продуцираат свој стручен кадар. If we say textile, the people means always clothes, but textile is much more. Textiles is this. Textiles is a carpet. Textiles is a car, or textiles are in a car, in a house, in an airplane. Textiles are anywhere, and we want to show where textiles are. We need good workers. We need workers with an apprenticeship who knows what textiles are and who knows what we can make with textiles. We have each year performing about 1,000 young people which are beginning these education. And that's more or less the number we also need. So that's a good balance what we have at the moment. Младите земјоделци се најмногу ден и пол во училишна клупа, а останатото време на фарма. Професијата не е меѓу најдобро платените и ја избираат само оние што навистина ја сакаат оваа работа. You have to feed the world. We have to feed Switzerland. And what we are doing is food production. So we need farms and we need professional people to manage all these farms. And that's why we need these people and we give everything to have enough of them and to have the best education possible. We're working on that. За некои професии не може се да се научи во една фирма. Например, не секоја пекара ги произведува сите пецива и сладки, што би требало да знае да ги прави секој иден пекар. Затоа во Швајцарија постојат и стручни центри за обука, каде се усовршува зададениот професионален стандард.
Урс Ротлин ја усовршил струката и теоретски и практично и во центар за обука. Сега, освен што е професионален пекар, знаењето го пренесува и како тренер и предавач. After a day of work, you can stand in your store and you see what you have done the whole day, and you have a huge reimbursement for your work when you can see the nice products you have made, and in the evening a lot of customers have bought your products and have been happy about it. За изборот на професија што се случува на 14 годишна возраст, покрај кариерните советници во основните училишта, огромна улога играат и родителите. For me, the most important is that my kids do the things they like, they love, where their passion is. In Switzerland, we have a very broad vocational training. So in universities, to be a doctor, you have to go to university. But there's a lot of industry, like the mechanical industry, where we have a very good training. And I encourage young people to start with the vocational training, and then you can do further education on that. За оние што по дуалното образование одлучуваат да се доусовршат, постојат образовни скалила од 2 или повеќе години. Реми Ередеро завршил дуално образование и сега се доедуцира во инженерството. Истовремено отворил и микрофирма, а улеснителна околност му било запознавањето со струката од рана возраст. When I was an apprenticeship, we make a small game. We try to guess the engineer we have, if they use studying the school way or practice way. And we never fail to guess. We really see the big difference. They are more connected to the profession. So people learn with practice. И Филип Јованов, македонец роден во Швајцарија, најпрво се остручил како водоинсталатер. Откако 2 години работел во струката, одлучил да се доусоврши уште 2 години за да се стекне со звање проектант. Јас мислам не е битно да взимаш многу дипломи, битно е да правиш това што сакаш, што ти ареса. И сега кога работи да ја правиш понекој пат е потешко или полесно да се најде работа. Кај мојата работа така оти лесно е да се најде нешто оти работам така за кухи, за куки, за технички ствари. Филип Јованов! Јованов освои бронзен медал во својата струка и стана еден од годинашните шампиони на Swiss Skills. На посебна церемонија, 6 децении наназад, Швајцарија ги избира најдобрите со доделување златен, сребрен и бронзен медал во секоја од професиите што покрај за учество на сајам се пријавуваат и за надпревар. Кај секој млад професионалец, номинацијата на Swiss Skills беше од посебна важност, а настанот се пренесуваше и во живо. Посетата на сајамот беше организирана од проектот Образование за вработување, кој ги поддржува реформите за стручно образование во Република Северна Македонија, а истиот е поддржан од швајцарската влада. Ивана Георгиевска, експерт за стручно образование и обука, вели дека со воведување на дуалните паралелки од минатата година и во нашата земја има поместување во стручното образование. Ке следуваат и законски измени, но најважно од се е да се зајакне соработката меѓу јавниот и приватниот сектор, што е клуч за успех како швајцарскиот, вели таа. Ова е правецот во кој што треба да продолжиме да се движиме и да го зајакнуваме. Ние во овој момент не можеме да речеме дека целосно го дефиниравме овој модел. Ние почнуваме да го воспоставуваме. Само низ пракса и реализација, ние може да увидиме што функционира, тоа да го зајакнуваме, тоа што недоволно функционира, да го подобруваме. Меѓутоа, за ова, како што кажав на самиот почеток, е нужна посветеност од сите страни. Значи и јавниот сектор, и приватниот сектор да се посветат за да работите функционираат и да ги дадат резултатите во однос на работната сила која што сакаме да ја остручуваме за воиднина и идните граѓани. Поради спецификите во секоја земја, швајцарскиот модел на дуално образование не може целосно да се преслика, но може да служи за пример. 2/3 од овдешните основци продолжуваат во дуално образование. Придобивките од ваквите одлуки се повеќе слојни. Учениците добиваат перспектива за работа, компаниите млад квалификуван кадар, а државата
има само 2,5% младинска невработеност, што го прави швајцарскиот модел пример од кој може да се учи. За 360 степени од Берн, Швајцарија, Славица Филиповска. По уште еден блок реклами ќе видиме новата саботажа. Полека се, полека. Мрđа, ти треба да знаеш дека Тала Џафери ти доаѓа на емисија. Добре дојдовте. Добро утро. Мрđа, одружи ме. Да бев толку до крај, вечерва, ја и ти немаше да збориме. Ало, дали разбираш? Вечерва, ја и ти немаше да збориме. Зошто? Го читате писмото мое. Читај го деловникот. Немај да читаш сега моето писмо. Штетно е. Закони, уредби, штетно е. Наредби, решенја, одлуки. Штетно е. Па еве читај го таму. И политичари, и аналисти, и експерти, и кој не, го почитувам до безсвести. Извини. Например, не Апасиев. Например, не Гордана Силјановска. Кои се тие? Штетно е. Тоа е политика. Што сум јас? Одружи ме. Јас сум во... Јас сум политичар. Не сум уличар. Во... Сум учел факултет за војна академија. Ај баш сакам да го видам Крмов кога ќе го тепаме во собрание. Јас да се плашам. Баш сакам да го видам Крмов кога ќе го тепа во собрание. Јас да се плашам. Аман те луѓе. Јас сум политичар. Не сум уличар. Не, фала Богу. Епа... Дали е талант во право, дали е мрđа во право, не сум сигурен, но до мене си била кога сум дал изјава, така? Ти си бил со мене, до мене си била. Фала Богу. Што сум јас? Ќе бев може би посоодветно да знаев англиски. Не сум сигурен, за разлика од тебе, ја не сум учел правен факултет и политички науки. Мрđа, добро утро. Ќе славам, зашто не славам. Впрочем, Иванов во 2 мандати, што правел, бе? Фала Богу. Епа, што значи? Што да правам јас? Не сум јас крив? Што има да се извинам, бе? Извини. Мрđа, јас сум политичар. Не сум уличар. Не, фала Богу. Епа, ја не толкова спроведувам. Не, фала Богу. И викам, ова работа вие сте ја утнале. Аминувам. Овде завршува ова издание на емисијата 360 степени. Сите содржини што ги видовте вечерва се достапни на нашата интернет страница и на каналите на социјалните мрежи. Благодарам што бевте со нас. Се гледаме повторно в петок од 22. Останете на Алсат, погледнете ги вестите. Пријатно.